Една од приоритетните задачи, а воедно и цели кои пред себе ги поставуваат првите луѓе и на локалната, но и на централната власт, се најчесто унапредувањето на условите за живење на граѓаните, подобрувањето на економијата и инфраструктурата покрај останатите сегменти од општественото живење. Во таа насока, општинските власти на Крива Паланка годинава ставија акцент на подобрување на патната, но и останатата инфраструктура, па градот и приградските населби во текот на целата сезона на функционирање на асфалтните бази буквално наликуваат на градилишта. Реализацијата на проектот за асфалтирање на 9 градски улици и мостот на Куковдол се одвива од пролетва, а ќе трае до почетокот на следната 2014 година. Паралелно, се изврши санација на повеќе градски и приградски улици. Се изгради или реновираа пообемни и не многу габаритни објекти во рамки на останати проекти. Изградена е велосипедска патека во кеот на Крива река, а градов доби нов спортски објект, градска спортска сала. Но локалните власти со поддршка од централната власт, консултирајќи ги реалните потреби на населението, во континуитет изнаоѓаат нови ресурси и средства за реализација на нови проекти. Токму два такви проекти кои ќе се реализираат во Крива Паланка со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, едниот во село Мождивњак, а другиот во срцето на градот, најави градоначалникот Арсенчо Алексовски. Ние како општина аплициравме на два проекти во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во руралниот развој. Се работи за дел од канализационата мрежа во село Мождивњак и за партерно уредување на новиот градски плоштад пред општинската зграда во Крива Паланка. Мислам дека овие два проекти беа повеќе од потребни на општина Крива Паланка и еве добиваме средства. Значи, проектите се 100% финансирани од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во рурален развој, со тоа што единствено останува обврска општината да го плати ДДВ-то за овие два проекти. Мислам дека со ова решаваме еден голем проблем на населението во село Мождивњак, затоа што еве канализационото решавање на оваа траса на целиот овој потек е голема работа, а ние тука и се справуваме и со екологијата на некој начин. Село Мождивњак е едно од поголемите села во Крива Паланка. Село Мождивњак е село кое не се иселува и затоа ние ќе работиме во поглед на тоа да им ги подобриме условите на живот на овие луѓе. Во село Мождивњак, како ретко некаде во Конопници во Мождивњак може да видиме дека се градат нови куќи и тоа е добро. Значи луѓето не се иселуваат. Барањето е од страна на жителите на село Мождивњак. Уште кога дојдов првиот мандат за градоначалник, јас им ветив дека ќе се зафатиме со оваа работа. Направивме проект и еве сега доаѓа до реализација на проектот, значи доаѓа до реализација на околу 6,5 километри од канализационата мрежа, што не е малку. 6,5 километри е сепак по замашна работа, заедно со пречистителна станица и сметам дека со ова решаваме добар проблем во ова наше село или населба, како сакате. Вториот проект е проектот за уредување партерното пред општинската зграда. Со ова го разубавуваме ликот на самата наша општина на Крива Паланка. Добиваме еден нов градски плоштад, значи постојниот споменик заедно со другите споменици што се тука на Вера Јосич и оние испишани споменици за жртвите од Народно-ослободителната војна се преместуваат поблиску до општинската зграда. Значи истото тоа, само се преместува поблиску до општинската зграда, а целиот оној дел пред паркот што е, значи се спушта на ниво на градската улица и добиваме еден поубав, поширок простор. Сето тоа ќе биде покриено со гранит, ќе биде направена нова фонтана, убава фонтана, ќе биде направено место за рекреација со клупи, со фонтана за пиење вода и слични содржини кои тука ќе бидат и со осветлување, со канделабри и со слични придружни елементи, така да мислам дека со ова ќе го разубавиме делот на Крива Паланка со завршувањето на новата зграда, значи до општината и со формирање на овој дел на градскиот, така наречениот нов градски плоштад, мислам дека ќе добиеме една нова лична карта на овој дел на Крива Паланка
и сметам дека навистина тоа ќе биде еден нов лик на нашиот град. Ка би вас запрашала само кога споминавте за проектот за новиот градски плоштад, дали ќе претрпи промени фасадата на оваа постојна зграда на општината за да се адаптира во целиот тој простор? Да, па фасадата ќе биде обновена, значи ќе биде обновена фасадата заедно со ова и ќе има направено настрешница пред влезот во општината, има некои мали промени, ќе се интервенира и внатре во постојните простори со спуштање на плафоните, веќе ние направивме промена на прозорите и некои други работи кои се предвидени, вратите треба да се сменат, ја сменивме инсталацијата, така да едно по едно и оваа зграда и таа зграда ќе бидат средени онака како што треба. Одамна најавуваното решавање на еден од најгорливите проблеми на жителите на село Мождивњак, изградба на канализациона мрежа во должина од 6,5 километри и пречистителна станица, веќе е на повидок, а уредувањето на новиот мини градски плоштад кој ќе разубави урбаната област на Крива Паланка и ќе му даде нов белек на овој дел од градот, исто така. Покрај овие два проекти кои се очекува наскоро да отпочнат со реализација, а се проекти на кои, како што истакна и Алексовски, општината нема да вложи финансиски средства, освен оние за данок на додадена вредност, градоначалникот најави дека на повидок е и трет проект кој ќе започне да се реализира. Имено, општината аплицираше со проект за уредување на миньор коритото на Крива река, преку ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската унија. А деновиве, представници од Европската комисија извршиле увид за фактичката состојба на терен, пошто многу скоро се очекува проектот да биде одобрен. Истиот предвидува уредување на миньор коритото на Крива река на потегот од големиот мост до популарно наречениот Виолетов мост. Во петок на 31 октомври дојдоа од Европската комисија во врска со нашиот проект кој беше аплициран од прекуграничната соработка за формирање на миньор коритото, односно за кејскиот дел на Крива река, кој би бил од потегот на големиот мост до така наречениот Лилјаков мост. Европската комисија помина за да види да нема некое двојно финансирање, затоа што во изминатиот период во неколку земји каде што Европската комисија има инвестирано, без да проверат, ќе дадат пари и на крајот ќе видат дека тој проект е порано направен, за да не е дека направен проект или нешто слично. Дојда прави увид и мислам дека и овој проект ќе биде одобрен и дека и овој проект ќе биде едно разубавување на нашиот град. Јас во неколку наврати кажав дека со решавање на потегот на миньори мајор коритото, со правење на велосипедската патека и со партерно уредување околу делот, околу коритото, околу крајбрежјето на Крива река, ние добиваме фактички уште еден поголем градски парк во Крива Паланка и впрочем и наша работа е да правиме се за разубавување на нашиот град. Според најавите на првиот човек на општината, како и во тековниот, така и во периодот пред нас, иако други, сега повторно многу локации во општината ќе налекуваат на градежни бази. Се во прилог на остварување на ветеното и исполнување на предвиденото.